Драги браќи и сестри, пријатели, сакам да ве поздравам и сакам да му заблагодарам на Бога што ни даде уште една ваква прилика да можеме да ја слушаме неговата реч. Во еврејскиот јазик глаголот да слушнеш има двоструко значење. Да разбереш, што бара интелектуален напор и уклучување на нашиот разум, но да се слушне исто така значи да послушаш, што значи треба да бидеме спремни своето разбирање да го преточиме на дело и позитивно да му одговориме на Бога. И да се држиме и да го имаме во нашиот живот, да го имаме тоа секогаш во нашето срце и ум и да го одржиме во нас. Гледате ли колку значи има во еврејската култура глаголот да слушнеш? Драги браќи и сестри, во Библијата постојат тешки стихови, реченици и теми, кои покренуваат во нас многу прашања. И јас би сакал да ве охрабрам денеска. Прашањата не се лоши никогаш. Се сложувате ли со мене? И ние сме затоа да разговараме денес. И богослужението е токму тоа време во кое Бог сака да одговори на сите наши прашања, на сите наши сваќања, на сите наши сомнежи. Денес ќе се занимаваме со една многу чувствителна тема. Ова е тема која што само се надоврзува на оние претходни мои две теми, кои ги изнесов неодамна. Може ли некој да се сети? Може би не предходното излагање. Зборувавме за односот на Божеството, наш пример за луѓето и Светиот Дух, личност или безличност. Зборувавме за тие теми. И ветив дека ќе зборуваме и за третата тема. Значи, заедно со денешната тема и тие теми предизвикуваат големи недоразбирања во адвентистите, како кај нас, така и во светот. И денеска сето ова што се кажува за овој предмет ќе биде многу објективно, драги браќи и сестри. Ќе читаме и ќе зборуваме од Библијата и од Духот на пророштво, од Елен Вајт. Има нешто померодавно тоа? Има ли? Денес ќе го проучуваме предметот Божеството на Исуса Христа. Исус од минатото или Исус од вечноста. Но би сакал на почетокот да нагласам еден аспект, драги браќи и сестри. Дискусијата која се води на територијата на бивша Југославија е тема која бара сериозно испитување и која не е едноставна да се свати и постојат полно проблеми. Браќи и сестри, ние мораме да сватиме дека не е така се јасно и не оди се така лесно кога станува збор за Божеството на Исуса Христа. Некои изјави кои доаѓаат во Библијата и кои сестра Елен Вајт по ова прашање ги кажува, неколку од тие изјави, 2 или 3, извадени се од контекст. И тие луѓе кои што се служат со тие аргументи, 2 или 3 аргументи, ги прават сунџер со кои што сакаат да ги избришат сите оние аргументи, стотици и стотици со кои што Бог се послужува во Библијата и преку Духот на пророштвото. Но кога човек би ги земал сите изјави и да направи некој баланс, ќе види дека не е се така јасно. Јас само би ве замолил да ја отвориме, а нема одма да поминеме на тој текст, да ја отвориме Библијата, да погледнеме само неколку стихови. Додека го барате Евангелието по Јован од 1 глава 18 стих. Јас би сакал да направам еден увод. Да ги видиме малку по тешкотиите за некои стихови во Библијата. Она што е очигледно е дека имаме во Библијата изрази татко и син. Така ли? Тоа е веќе една потешкотија, драги браќи и сестри.
Од друга страна пак постојат такви изрази кои ќе ги видиме покасно дека Библијата сите атрибути кои му ги дава на Отецот, му ги дава и на кој? И на Синот. Меѓутоа луѓето кои одат посебно во Новиот Завет и кои дискутираат за овие концепти, татко и син, тие се свесни и за она другото, дека многу изјави во Библијата зборуваат за Исус како Бог, а сепак зборуваат и нивните изјави се сведуваат на она дека Исус е роден. Се користи ли тој збор? Се користи ли зборот роден? Правороден се користи тој збор. Свесни за овие други работи, тие кажуваат: да, Исус е роден, но тој е ист како и таткото, на ист ранг. Како може да биде, драги браќи и сестри? Извините, ама јас и мојот татко не сме исти, не сме на ист ранг. Прво, тој е постар од мене. Можеме ли да бидеме на ист ранг со мојот татко? Јас се обидував и се уште се обидувам на многумина со кои што разговарам. Се обидувам да им кажам некои работи кои што се поврзани со Библијата. И целокупниот нивни одговор знаете ли кој е? Ние мораме да земеме во Библијата онака како што пишува. Стварно? Ќе земам малку време да ви поставам едно прашање, драги браќи и сестри, за нешто што пишува во Библијата. Значи, кога ќе се земе онака како што пишува, е Бог и Син. Тоа мора да се прифати како такво, дека на небото постои Бог и Син. Навистина? Па пишува дека Бог родил Син. Дали пишува? Пишува. Правороден. Како тоа го родил, драги браќи и сестри? Се го поставили тоа прашање. Ајде одиме малку литерално и дословно, како они што кажува. Како што пишува. Не, он го створил. Он створил суштинско. Не, он не го створил, он сепак го родил. Што значи тоа, драги браќи и сестри? За сето ова што кажавме како увод досега, ова беше само припрема за она што следува, драги браќи и сестри, и за она што ќе зборуваме. Кога зборуваме за Тројството, Светиот Дух и за Исуса Христа, што прво ни паѓа на памет, што сваќаме, драги браќи и сестри, кога зборуваме и кога читаме за нив? Дека прашањето за Божјата природа и тоа кој е Бог е за нас голема тајна. Браќи и сестри, ние можеме да седиме и можеме и да разговараме. Ние можеме да покушаме да ги разјасниме некои работи, но сепак, ако седнеме и ако сме поштени спрема самите себе си, колку навистина ние можеме од сето тоа да разбереме. Јас можам само да кажам една работа. Ние преку целиот милениум ќе се обидиме да го разбираме кој е Бог. Што ни е на нас проблем кога зборуваме ние за Бога? Што ни е на нас проблем кога зборуваме за Бога, драги браќи и сестри? Тоа не е само во врска со Бога, туку и за многу работи во Библијата. Е тоа што ние секогаш се обидуваме нешто да објасниме од наша гледна човечка точка, од наша човечка позиција, од нашето лично човечко искуство. И затоа сакам да нагласам една многу важна работа пред него ли да поминеме на денешната тема, а тоа е кога ние разговараме за Бога, ние мораме да сватиме дека разговараме за Бога, а не за човечки суштества. Дали се сложувате со мене? Видите во што е работата? Во тоа што Бог
сака да ни ги приближи многуте работи за себе и за спасението. Драги браќи и сестри. Например, ние имаме темата оправдување со вера. Што значи оправдување со вера? Библијата го користи јазикот од нашите човечки искуства. Како што човекот кога оди на суд, за него веќе се знае, судбината дека ќе биде осуден и нема на што да се надава, и тогаш судијата кажува: јас плаќам за тебе, ти си слободен. Едноставно е тоа, нели, драги браќи и сестри? Гледате Бог како се користи со символи и метафори за да ни зборува на нас луѓето. Од прилика така ние стоиме во поглед на Бога. Прашање: ако на небото постои Бог од три личности, ако постои таму вечен Бог и сега се појавува гревот и планот на спасението, Божеството донело план како да го спаси човекот и да земат различни улоги во тој план на спасението. Како што претходно спомнав за една фирма. Собственици се тројца, едниот е директор за финанси, едниот за маркетинг, едниот извршен директор, а исто вложиле во фирмата. Кој од нив е поглавен? Само се извршуваат улогата која што сами си ја донеле. Божеството донело план како да го спаси човекот и да земат различни улоги во тој план на спасението. Што тоа значило за Бога? Што тоа значило за Бога? Што значило за Бога каде три личности, драги браќи и сестри, се толку цврсто поврзани, толку големо единство меѓу нив има, што уствари имате едно лице, драги браќи и сестри, извинете мојот човечки метафори. Што е тоа да имате едно момче и девојка која постанале едно тело и неа нешто и се случува и тој оди да умре со неа? Дали ме разбирате? Која е таа љубов која ги врзува? Но тоа е сепак човечка метафора. Што тоа значило за едно божество кое е врзано со една таква љубов? Што значило од тие божествени личности дека требе еден од нив да ја остави положбата на небото и да дојде на оваа земја и да земе тело на Божие створение? Ние не можеме да сватиме колку тоа било понижување за Бога. И треба да живее кај тие човечки суштества кои што се зли, кои се робови во рацете на сатаната, кои ќе го мачат, ругаат и навредуваат. А Бог Отецот ќе посматра одгоре од небото и тој не смее ништо да работи и да реагира. Како се чувствувал Бог? Што тоа значило за Бога? Постои само една работа преку која ние луѓето можеме да разбереме. А тоа е кога некој има син и толку многу го сака. Јас имам ќерка, немам син. Пред неколку години, поодамна, мојата ќерка имаше голема болка и од кога оздраве, разговарав со неа. И велам, ти патеше, но јас и мајка ти патевме 10 пати повеќе. А еден проповедник кажува за неговиот син кој го изгубил видот. Кога дојде лекарот, мојата жена му вели: докторе, извади ми ги моите очи и дај му ги на мојот син. И дај му ги нему. Дали можете да ме разберете, драги браќи, сестри, со ова што кажувам? Бог користи еден јазик кој само ние луѓето можеме да го разбереме. Јазикот кој доаѓа од нашето човечко искуство, а тоа е јазикот татко и син. И што читаме во Евангелието во Јован 3:16? Што читаме? Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Што тоа значи?
гледај, својот син го даде за тебе. Тоа е тоа што ние луѓето можеме да го разбереме. На таков јазик ни зборува Господ, на наш човечки јазик ни зборува. Постои момент, драги браќи и сестри, кога Божеството ја донела таа одлука и кога втората личност од Божеството морала да ја остави позицијата на Бога. Во тој момент, многу битно, Бог го родил својот син. Не знам дали сум јасен. Бог го родил својот син. Не дека го створил и никош порано не постоел, туку ни зборува што се случило во самото Божество. По библискиот извештај, кога читаме од списите на Елен Вајд, првата личност од Божеството е невидлива за човечко око. Јас ќе ви читам подосна за неколку минути за сето тоа. Останала невидлива за човечкото око и останала да ги врши оние операции во планот на спасението. Зборувам за првата личност за Отецот. Но втората личност на Божеството, одиме во Филипјаните 2 глава. Филипјаните 2 глава читаме кој бил, го знаете тој стих, да не, кој бил во Божје обличие, така ли? Таму горе на небото. Читаме Евангелие по Јован 1 глава од 1 до 3 стих и 14 стих го читаме. Евангелие по Јован 1 глава читаме од 1 до 3 стих и 14 стих. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога. Се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. И 14 стих. И Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме Неговата слава што ја има како единороден од Таткото, полн со благодат и вистина. И ние сме ја виделе Неговата слава. Како сме ја виделе, драги браќи и сестри? Како? Пазите. Како единороден од Таткото. Дали ја гледате таа метафора? Браќи и сестри, дали е ова малку тешко кој што го читаме? Кога Исус дошол во тело, како луѓето го гледале Исуса? Зборува како единороден син. Не дека туку како единороден син. Кога Исус дошол на земјата, луѓето како го гледале Исуса? Го гледале Него како што мене некои пријатели и некои луѓе ми зборуваат: те слушам тебе, те гледам тебе исто како да твојот татко го гледа. Така Исус, кога бил во тело, кога луѓето го гледале, кажувале: ова е Бог во кој ние гледаме. Ова е таткото кој го пратил. Нажалост, многу луѓе кои одат во литерален пристап, нажалост, на Библијата не можат да ги сватат тие метафорички илустрации. Тој јазик на кој зборува Библијата за да би го опишала Бога. Ова е само во поглед на Бога. Но ако зборуваме во поглед на спасението, ќе видиме како Библијата зборува и користи метафорички јазик за нас да ни се приближи и да ни појасни. На нашиот несовршен јазик, за ние да можеме да го објасниме совршениот Бог. Да повториме уште еднаш. Библијата го користи нашиот несовршен јазик, нашето несовршено искуство во животот. Зашто? За да ни го објасни совршениот Бог. Каква понизност од Бога? Со наш несовршен човечки јазик да ни го објасни совршеното, небесното.
Во тоа се состои целата работа, драги браќи и сестри. Читаме Евангелие прва глава, кај што рековме 18 стих. Што пишува таму од Јован? Бога никој никогаш не го видел. Бога никој никогаш не го видел. Ајде малку да ја погледнеме историјата на ова. Луѓето кои зборуваат за литерална интерпретација, драги браќи и сестри, на Бог и Синот, што ти ја кажуваат? Кој е тој Бог кој никогаш никој не го видел? Што кажува? Кој е тој Бог? Таткото. Кажуваат, никој никогаш не го видел Бог, Отецот. И одат во Стариот Завет. И се што е во Стариот Завет, тие читаат дека сето тоа е во врска со Бог, Отецот. Ние ќе погледнеме некои стихови кои кажуваат дека луѓето го виделе некако Бога. Мојсе го видел позади грб, така? Даниел го видел во она визија, во Даниело 7 глава, мислам дека 9 стих беше таму. Го видел Бога. Дали луѓето го видели или не Бога? Како? Не. Добро. Одиме во 1 Јованово 4:12. Јас овде имам полно стихови, ќе прочитам. Што пишува таму? Бога никој никогаш не го видел. Библијата е многу јасна. Концизна, конкретна по тоа. Ајде уште еден очевиден стих. Во 1 Тимотеева 6:16. Никој никогаш не го видел Бога. Дали ова е јасно? Јасно ли? Ако го земеме во Стариот Завет Елохим и Јахве, кои пророците го виделе во визија, дури ни се кажува во 4 Мојсиева 12 глава. Ајде да видиме таму што пишува. 4 Мојсија 12 глава. В 12 глава читаме од 6 до 8 стих. Што пишува таму? Господ рече: чувајте ги моите зборови, ако се најде пророк среде вас, јас му се јавувам нему во видение и му говорам на сон, вика. Но не е така и со мојот слуга Мојсей. Од сите во мојата куќа тој е најверен. Јас му зборувам, нему уста во уста, јавно, а не со гатанки, и тој смее да го гледа Господовиот лик. Што тоа значи дека никој никогаш не го видел Бога? Ќе ми дозволите ли отворено да кажам, драги браќи и сестри? И после ќе одам во Библијата. Внимателното проучување на Библијата ни кажува дека никој никогаш не го видел Бог Таткото, затоа што тој и никогаш не бил планиран да ја напушти својата позиција на Бога и да биде виден од грешните човечки суштества. Па се поставува прашањето: што тогаш имаме во Стариот Завет? Створив еден заклучок. Јас знам дека на некој од вас ова нема да му се допадне и ќе биде шок за некој од вас. Дека се она што имаме во Стариот Завет, извештаите за Елохим и Јахве, уствари тоа е никој друг, туку Исус пред своето отелувување. Он бил таа комуникација со човечките суштества. Он бил таа комуникација со човечките суштества. Дали е тешко ова? Тешко ли е, драги браќи и сестри? Не Бог Отецот,
Не Бог Отецот. Уствари, по Библијата, никогаш никој не го видел Отецот. А дали некој некојаш го слушнал? Само 3 пати. 3 пати. Не било онаму на Синајската гора. Не. Таму бил Исус кој му ги дал 10 заповеди. Тоа било втората личност. Само 3 пати се слушнал гласот на Отецот. Кога е првиот пат? На Исусовото крштевање. Нема сомнение, нели? Тука. Нема сомнение. Ова е мојот син возлюбен. Другиот пат на гората на преобразувањето. Се сеќавате ли? И третиот пат гласот на Бог Отецот се слушнал во Евангелие по Јован 12:28. И се сеќавате кога некои грци сакале да го видат Исус и тогаш Исус кажува што кажува? Јован 12:28. Ајде. Јован 12:28. Што пишува? Сега мојата душа е вознемирена и што да кажам? Татко, избави ме од овој час, но заради тоа и дојдов до овој час. Татко, прослави го моето име, тогаш дојде глас од небото, го прославувам и пак ќе го прославувам. Ова се само 3 места на кои се слушнал гласот на Бог, Отецот, и нема никакво сомневање. Затоа што второто лице на Божеството, Исус Христос, бил на оваа земја и тоа сега го потврдува и Отецот. Сето ова можеби за некој од вас е како изненадување. Но да видиме преку некои библиски текстови, споредба на Стариот и Новиот Завет. Дали Библијата ни го потврдува сето ова? Сестра Гордана ќе ми помогне. Она е малку на стината, малку повисоко ако може да се чита, онолку колку што можеш. Ајде да го читаме Исаја 40 глава 3 стих. А јас ќе читам Матеј 3 глава од 1 до 3. Исаја 43. Глас вика, пригответе му го на Господа пат, пригответе му на Господа пат низ пустината, изравнете ја патеката на нашиот Бог во степата. Добро. Го запамтив ли мене стихот што го читаше? Во тие дни, Матеј 3 глава од 1 до 3, во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината јудејска велејчи: покајте се зашто се приближи Царството Небесно, зашто тој е оној за кого пророкот Исаија рече: гласот на оној кој вика во пустината: пригответе го патот на Господа, направете го, ги прави неговите патеки. Во тие дни дојде Јован Крстителот и проповедаше во пустината јудејска велејчи: покајте се. Се приближи Царството. Зашто тој е оној. Кој е тој оној? Исус Месија, за кого пророкот Исаија пророкуваше и рече. Ве молам, браќа, за кого пророкувал Исаија? За кого? На кој да му се припреми патот? Тоа овде Матеј го применува на Исуса Христа. Гласот на оној кој вика во пустината: пригответе го патот на Господа, кој на еврејски значи Јахве. Ако одиме на еврејскиот начин, на кој што е преведена Библијата, Стариот Завет, а кој е преведена, ќе видиме дека станува збор за Јахве. Во Стариот Завет на Јахве во иднина треба да се припреми патот. А Матеј кажува дека тоа пророчанство се исполнило во кого? Во Исуса Христа. И кој е тој Јахве кој дошол, кој треба да му се припреми патот? Исус Христос. Дали можеме да ја видиме сега врската? Ајде да видиме еден друг стих. Сестра Гордане, ќе те замолам Псалам 118.
22 и 23. А јас ќе читам прво Петрово послание, 2 глава, 4 стих и 7 стих го читам. 22 и 23. Каменот што го отфрлиат зидарите стана крајаголен камен. Тоа е од Господа и прекрасно е во нашите очи. Благодарам. Читаме во Прво Петрово, послание 2 глава 4-7. Да направиме една паралела. Пристапете при него живиот камен кога навистина луѓето го отфрлија, но кој е од Бога избран и скапоцен. Кој е од Бога избран и скапоцен. Така за вас кои верувате, тој е скапоцен, а за оние кои не веруваат, каменот кога го отфрлиат зидарите, но кој стана аголен камен. Тоа е од Господа, тоа било од Господа Јахве. Овде станува збор, драги браќа и сестри, за Јахве, кога израелскиот народ го отфрлил Јахве. И ако го споредиме со Новиот и Стариот Завет, што забележуваме? Ако погледнеме во Стариот Завет, тој аголен камен е Јахве, а во Новиот Завет е Исус Христос. Хајде да видиме, ќе читаме 3 стиха едно по друго. Исаја 41:4. Александр, Гордане. Кој го направи и изврши тоа, оној кој од почетокот ги повикува поколенијата. И јас, Господ, кој сум прв и ќе бидам овој ист со последните. 44 и 44 глава 6 стих. Вака зборува Израелевиот цар и неговиот искупител, Господ над воинствата. Јас сум првиот и јас сум последниот. Нема Бог освен мене. 48 глава 12 стих. Чуј ме, Јакове, Израеле, кого го повикав. Јас сум истиот, и јас сум првиот, и јас сум и последниот. Благодарам. Сега, браќи и сестри, што би рекле вие, ако јас сега пред вас застанам, стојам сега пред вас и овде на проповедалната и кажам, јас сакам да ви кажам, јас сум првиот и последниот. Што би помислиле за мене? Што јас се обидувам да работам? Јас земам улогата на Бога. Сега, дали можете да отворите прва глава од Откровение, ние ќе читаме 17 и 18 стих, да го прочитаме, Гордане. Тоа е визија која што апостол Јован ја видел за Исуса Христа после неговото воскресение. Стих 17 и 18 стих од Откровение прва глава. И кога го видов, паднав како мртов пред неговите нозе, а тој ја сложи својата десница врз мене и ми рече: не бој се, јас сум првиот и последниот, и живиот, и умрев, и ете, жив сум во сите векови. Амин. И ги имам ключевите на подземјето и смртта. Благодарам. За кого зборува тука? За Исуса Христа. Ве молам сега, ќе можете ли да ми помогнете околу ова? Ако Исус го охрабрувал апостол Јован, тој кажува: јас сум првиот и последниот. Апостол Јован, единствената Библија која ја имал, била која? Стариот Завет. Стариот Завет. Што можел апостол Јован да мисли од овие Исусови зборови, драги браќи и сестри? Кој е тој Исус? Како? Исус е Бог. Ако уште еднаш, многу важно е сега че се водиме по оваа тематика. Ако Исус во Откровение прва глава 17-18, што читавме, го охрабрува апостол Јован и тој кажува: јас сум првиот и последниот.
Апостол Јован, единствената Библија која што тогаш е имал, била, рековме, Стариот Завет. Што можел апостол Јован да мисли од овие Исусови зборови? Кој е тој Исус? Тој е оној Јахве од Стариот Завет кој изјавувал: јас сум првиот и последниот. Тоа не може поинаку да се разбере, драги браќи и сестри. Затоа што тој израз во Стариот Завет е исклучиво резервиран за Бога. Исаја 41:4. А ја ќе одам во Евангелие по Јован 8 глава од 56 до 59 ќе читам, или 58 правилно. Кој го направи и изврши тоа, оној кој од почетокот ги повикува поколенијата. Јас Господ кој сум прв и ќе бидам овој ист со последните. Добро, благодарам. И сега ајде да одиме во Евангелие по Јован 8 глава 56 и 58. Што пишува таму? Авраам, вашиот татко, се радуваше да го види мојот ден и го види и се зарадува. Јудејците му рекоа: уште немаш 50 години, а Авраам си го видел. Исус му рече: вистина, вистина ви велам. Во оригиналниот превод не е како тука. Вели: пред да се родил Авраам, јас сум. А не, дали тоа ви изгледа на нормален јазик? На нормален е како што е напишено тука. Јас сум пред да се родил Авраам. А ова вика: пред да се родил Авраам, јас сум, кажува. И 59 стих го читаме. Тогаш, што? Кренаа камења за да ги фрлат на него, но Исус се скри и излезе од храмот. Тогаш кренаа камења за да фрлат на Исус, но Исус се скри. Зошто евреите сакале да го направат ова? Свателе дека Исус го користи тој збор, а тоа значило дека Исус на себе го применува Божиото име Јахве. Одиме уште само еден стих, мислам, дека ќе биде. Исаија 6 глава од 1 до 3 и 10 стих. Во онаа година кога умре царот Този, го видов Господа како седи на висок и возвишен престол. Скутовите на неговата плаштеница го исполнуваа храмот. Над него стоеја серафимите. Секој имаше по 6 крила, 2 крила за да го засолне лицето, 2 крила за нозете, а со 2 крила летеше. И се велеа еден на друг: свет, свет, свет е Господ над воинствата. Сета земја е полна со неговата слава. Ако видиме во Јован, немаме време повеќе да читам во 37 до 41 стих, ако читаме надолу во продолжение, ќе видиме дека Исуса Христа, Исаија го применува тоа на Исуса Христа. Само ќе кажам неколку стихови да нафрлиме, за да можеме да ги читаме дома, ако ги запамтиме. Ако одиме во дела 28, 25, 26 и 27 стих, вие ќе видите дека апостол Павле тоа го применува и на Светиот Дух. И на Светиот Дух. Значи, она што се случувало во Исаината визија има директно се однесува на Исуса Христа како второто лице на Божеството кое се покажува во Исаија. Ова беа само неколку стихови од многуте стихови кои ги видовме. Каква е врската на Стариот и Новиот Завет кога станува збор за Божеството на Исуса Христа. Она што Исаија го кажува во виденијата, им се за моćниот Јехова, кој им се јавувал на израелците во Стариот Завет, кој ги оспособил пророците за пророчка служба, кој комуницирал со луѓето, кој дури ги извел израелците од Египет, ги изговорил 10 заповеди во Новиот Завет. Тој Јахве сега на крајот дошол, земал човечко тело и живел меѓу луѓето. Браќа и сестри, ние мораме да сватиме Бог. Јас би сакал да нагласам, Бог
не избрал една особа која ја створил и таму ја и рекол да не спаси нас. За кој што луѓето тврдат го родил, го створил и тие не се сложуваат со Тројството. Такво нивното мислење. Еден со еден не се сложуваат ако правиме со нив во разговор, ако влеземе. Секој има своја интерпретација за тоа. Ако тоа се случува секогаш, кога не гледате што Библијата кажува, па тогаш спекулирате и ги имате 15 луѓе, а имате 20 шпекулации. Че видите колку збрка има во нивното објаснување во однос на Божеството на Исуса Христа и негирањето Негово. Кога зборуваме за нашето спасение, кога зборуваме за жртвата која Бог ја направил, ние зборуваме и мислиме и не мислиме на Бог кој некој го створил, драги браќи и сестри. Кога зборуваме за жртвата која тој ја дал за нас и за спасението, кога зборуваме за ние не мислиме на Бог кој што е створен или роден. Драги браќи и сестри, едно логично прашање, односно размислување. Дали е можно титулата Бог да му се доделува ли титулата Бог по заслуга или по не знам на кој начин? Може ли да се додели таа титула на некој? Таа е само и единствено резервирана за Бог. Нема помал или поголем Бог, драги браќи и сестри. Нема помал. Зарем че се поистоветуваме со една заедница која што се вика Јеховини. Каде што во прва Јованова го пишува Исус и Словото со мала буква. Каков е тој? Помал и поголем Бог? Кога зборуваме за нашето спасение, кога зборуваме за жртвата која Бог ја направил, ние не зборуваме и не мислиме на Бог кој некој го створил. И тогаш го пратил и потоа со толкава бол чувствувал што на таа створена особа ја пратил за нас да загине. Има ли логика во, драги браќи и сестри? Створил некој, го пратил да загине и после тоа он толку голема болка имал за тоа што загинал Исус за нас или неговиот син. Ние зборуваме за една заедница во Божеството која е поврзана со љубов. 3 божествени личности кои се од вечноста. И оној кој дошол овде на земјата и земал човечко тело, тоа е оној голем Бог од Стариот Завет. Тој Јехова или Елохим, целосното име за Божеството. Плурал во множина, кога зборуваме Елохим. Е израз за целото Божество. Но таа особа која е имала таа комуникација, таа врска, комуникативна задача од Божеството за да го спроведе планот на спасението на земјата, тоа бил Исус. Тоа бил Исус. Ја ќе ве замолам уште за еден стих, ајде да видиме. Не мора да го читаме, го знаеме тој стих во Филипјаните. Кој е во Божие обличие, што пишува? Кој бил во Божие обличие. Ако го погледнете оригиналниот текст тука, драги браќи и сестри, во грчкиот јазик, добро се потрудив, јас и прашав некој. Што вели таму? За тоа кој бил во Божие обличие. И можете после тоа да ставите заграда. Кој бил Бог на таа позиција. Кој бил Бог, не во Божие обличие, туку кој бил Бог во грчкиот оригинален текст тој. Кој не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бога. Со други зборови, не сакал да и понатаму гради еднаквост со Бога. Тоа значи, Исус го отфралил, го собрекол своето божество и не сакал веќе да гради понатаму еднаквост со Бога. Туку се лиши сами од себе си. Во грчкиот превод, знаете ли што значи тоа? Се лишил сами од себе си. Туку себе си се испразнил.
себе си, од што се испразнил, драги браќи и сестри? Ако он бил створен, од што може да се испразни? Се испразнил себе си од сите Божи квалитети, од еднаквоста со Бога. Тој морал потполно да свати дека ја напушта позицијата на Бога и позицијата на Божеството. Да биде 100% како оние човечки суштества кои дошол да ги спаси. И кажува, и изеде врз себе обличие на слуга, станувајќи сличен на луѓето. Тоа е тој голем Бог, тој Јахве, второто лице на Божеството, оној кој е еднаков со Бога, кој е Бог во секоја смисла на зборот. Тој Бог донел одлука. Треба човечките суштества долу на небото да се спасат. Јас не можам веќе да останам на таа моја позиција на Бог. И одлучил, он морал потполно да се испразни од сите тои квалитети и атрибути на Бога. Вие знаете, кога бил на оваа земја, тој бил 100% Бог. Можел во секој време да ја напушти својата позиција на човек и да се врати горе. 100% бил Бог. А за да би ги спасил човечките суштества, морал да биде 100% човек. Дали се разбравме? Дали можеме да замислиме колкаво искушение тоа било за Исуса Христа? Можеме ли да замислиме? Извини, брат Јован, дали ти некој си било искушение да купиш автомобил од 200.000 евра? Дали некој од вас имал? Добро, извините, може некој имал. Бил во искушение. Јас не сум бил никогаш. Зошто? Затоа што ги немам тие пари. Кој може да биде во искушение за нешто? Ако го има тоа, ако е во можност да го има. Дали можете да го замислите Исус, кој бил Бог, се испразнил себе си и дошол на оваа земја, и што бил проблемот за Исус? Он можел да ја користи Божјата природа за на другите да им помогне, дури и воскресува луѓе и да нахранува 5.000 луѓе. Но во исто време не смеел, односно бил искушуван да ја искористи таа сила на себе и заради себе. Но тој бил во можност. Тој е семоćниот Бог Јехова. Можел другите, пазете, да ги спаси од смрт, а себе си не смеел да се заштити од смртта. Кажува, јас од Отецот колку легии ангели може да добијам за да се одбранам. Но Оче, јас морам да ја пијам таа чаша. Морам да ја пијам таа чаша. Браќа мои сестри, тоа е она што ние денес го зборуваме. Луѓето кои зборуваат за Исус, кој некако во вечноста постанал, Бог го направил, Бог го створил, Бог го родил. Тој збор родил. Ако ја земиме литерално, ако го земиме дословно, дај објасните ме како го родил. Како го родил, драги браќа и сестри? Има ли некој да објасни? Затоа што зборот родил е истиот збор кој се користи во Матеј првата глава. Сеќавате ли кој е тоа? Она родословие. Матеј прва глава. Така. Што пишува таму? Добро, не мораме и да читаме. Тој го родил тој го родил тој. Давид го родил Соломон го родил Воз од Рава, Воз го родил Евуд од Рута и така натаму. Овид го родил Јесе и така натаму. Кој збор се користи? Ако земете дословно, ајде тогаш да го земеме и така. Пообјаснете ми како Бог таткото го родил синот. Браќа мои сестри, ако ние не можеме да го сватиме метафоричкиот и символичкиот јазик кој го користи Библијата, го користи за нас да ни ги приближи непознатите работи, ние не можеме, извините ова што ќе го кажам, ние не можеме да ја разбереме
Библијата. Јас со себе сега ја немам книгата Одбрани вести или Одбрани сведочанства. Таму кажува, Библијата е пишана на човечки јазик. Што значи Бог себе си никогаш не се ставил во реториката на Библијата. И потоа пак повторува, Библијата е пишана на човечки јазик и продолжува, но се што е човечки е несовршено. Ние мораме, браќи и сестри, да го сватиме тој несовршен јазик кој го користи Бог за да ни објасни на нас луѓето. Тој несовршен јазик за нас да ни објасни нешто што е совршено. Ајде да одиме во Евангелие прва глава. Ајде да отвориме прва глава, првиот стих. Ќе се задржиме уште малку. Евангелие по Јован. Прва глава. Првиот стих. Во почетокот беше Словото или речта. Да, ќе одиме полека. Во почетокот беше речта. Морам да застанам овде, затоа што овој стих го користат често луѓето кои не веруваат во тројството. Во почетокот беше речта. Значи, зарем таму некаде во почетокот Бог ја створил таа реч? Меѓутоа, ако сте вие христијани, кои сте од првиот век и ги читате овие зборови, во почетокот беше речта. Кој почеток веднаш би ви дошол на ум кога ги читате овие зборови? Го имаме Стариот Завет на почетокот. Кој почеток? Прва Мојсиева, прва глава, првиот стих. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Како Бог ги створил? Бог ги создаде небото и земјата. Бог рече и тоа постанало. Затоа тоа го имаме овде. Зошто апостол Јован го пишува ова? Овој прв стих. Што сака да ни каже? На почетокот Божеството Елохим ја створил земјата. Прашањето е кој е тој што ја створил? Тој објаснува. Во почетокот била речта која ја стварала. И таа реч била со Бога. И потоа доаѓа она за која грчката структура е многу јасна. И речта беше Бог. Се кажува тој бил од почетокот со Бога. И кажува се стана преку него и ништо што стана не стана без него. Дали сега сваќате кој бил тоа? Тоа бил Исус, како тој извршен орган на тројството, драги браќи и сестри. Преку него Божеството створило се што створило. Тоа е целта на сето ова и што го напишал Јован. И сега овде беше увод, сега одиме со 14-тиот стих. Што пишува таму во 14-тиот стих? И Словото стана тело, и се всели меѓу вас, и ние сме ја виделе неговата слава. Славата што ја има како единороден од Отецот, полн со благодат и вистина. Таа реч е тој Бог кој ја има таа стваралачка сила, кој се створил и ништо што стана не стана без него. Браќи и сестри, можеме ли малку да се сослушаме? Дали можете да замислите Бог кој ствара некој? И тој кој го створил Бог, сега тој оди ствара и без него ништо не стана. Можеме ли да замислиме такво нешто? Ова само се логични прашања, драги браќи и сестри. Затоа што Библијата зборува на три начини. Зборува символички, логично
и дословно. И тој го створил Бог, и сега тој оди и ствара без него, и без него не стана ништо што стана. Дали створено суштество, дали створение, тоа може да го прави? Прашање до сите. И сега одиме во добро познатиот 18 стих. Бог ни... Драги браќи и сестри, овде можеме во 18 стих да ги читаме зборовите кои што се наоѓа во 17 стих, нешто што не можеме ние да го видиме во нашите Библии. Зошто ова го зборувам? Зошто? Ма какви да имате стари преводи на Библиите? Она што го имаме во своите Библии, тоа е манускрипт кој доаѓа од 7 и 8 век, 800 години после Христа. Но претходните, постарите преводи, еве што зборуваат. Овде е проблемот. Бога никој никогаш не го видел. И овде е проблемот. Единородниот Бог, така оригиналните манускрипти кажуваат, драги браќи. Единородниот Бог стои во тоа. Не единородниот син, туку единородниот Бог, кој е во прегратката на таткото и он дошол да го објави. Гледате ли колку длабочина имаат овие стихови? Значи, кога Бог Јахве им зборувал на израелците, тоа бил Исус Христос. Кога стварал, ние видовме врз основа на Евангелието по Јован, 1 глава од 1 до 3, кој тоа бил. Во Евреите од 1 до 3 едноставно ни се кажува кој е тој кој стварал. Кога одите во Новиот Завет, сите титули кои важат за таткото, тие важат и за Христа. Ве молам, немојте да гледате во Библијата. Јас знам дека овој стих не е добро познат и го знаеме напамет. Дали може некој да го изрецитира Исаија 9:6? За кој стих станува збор таму? Зборува за синот кој се родил. Ајде, кој го најде? Исаија 9:6. Ајде, кој да? Зашто ни се роди дете, син ни се даде власта му е на рамото, името ќе му биде чудесен, со силен Бог, речен како. Добро. Зборува за синот кој ќе се роди. Како ќе му биде името? Чудесен советник, силен Бог, вечен татко. Што е ова? Може ли да ми објасни некој? Ова е едно од најјасните пророштва на Исаија за Месијата кој ќе дојде. Како тој Месија кој ќе биде како син Божи, неговото име ќе се нарече вечен татко. Не знам дали размислувате исто како и јас, драги браќи и сестри. Неговото име ќе биде вечен татко. Што значи тоа? Името ќе му биде силен Бог. Ако одите во Откровение 1:4, вие ќе видите дека Бог Отецот се представува како оној кој бил и кој е секогаш ќе биде и кој иде. А ако одите во 7-8 стих, се зборува: погледнете, доаѓа на облаците и кажува кој е тој кој иде? Исуса Христа. Она што Мојсей го кажува и го применува на Јахве, тоа се однесува на Исуса Христа. Тоа е апостол Павле го применува сето тоа на Исуса Христа. Сето ова што го кажавме е со цел да се потикнеме на сериозно размислување, драги браќи и сестри. Да видиме дека намалувањето на Исусовото божество има далекосежни последици. Тоа се однесува на нашето спасение, драги браќи и сестри. Бог не земал, не створил некој го лансирал, еве сега јас те створив и те подметнувам и оди спасувај. Кога Библијата кажува колку Бог го засака светот, што и својот единороден син го дал, тоа е најдобрата слика која Бог би можел да ја искористи за да ни каже што божеството жртвувало, драги браќи и сестри. А не, еве го родив јас, ајде го подметнав, нека си загине, па јас ќе страдам за него.
Не, колко е тоа сувопарно, драги браќи и сестри. Како ќе го објасниме со тоа божеството? Па дај да влеземе малку во кожата со тој метафорички јазик да ја разбереме вистината која што Бог ни ја праќа во Библија. Тој не зборува на човечки јазик. Зошто мудруваме? Го знаеме ли пример за Мелхи Седек? Евреите, 7 глава, 3 стих. Чодиме уште малко. Многу важна тема е, драги браќи. Ајде, ќе истрапиме. Евреите. Ајде, ќе читаме. Ве замолувам внимателно да го слушаме сето ова. Насловот е Христос е правосвещеник по редот Мелхиседеков. Зашто овој Мелхиседек, салимски цар, свештеник на Севишниот Бог, кој го пресретна Аврама кога се враќаше по победата на царевите и го благослови, кому Аврам му оддели 10 од се, чие име прво значи цар на правдата, потоа цар на Салим, односно цар на мирот. Без татко, без мајка, без родословие, кој немаше ниту почеток на деновите, ниту свршеток на животот. И потоа пишува 11 стих. И така ако исполнувањето беше преку левитското свештенство, преку кој доаѓа, преку кој племе? Исус, преку јудиното племе. Така ли? И така ако исполнувањето беше преку левитското свештенство, зашто народот го прими законот под него, каква потреба би била уште да се издигне друг свештеник по редот Мелхиседеков, а да не се наречува по редот Аронов? Зашто ако се промени свештенството по неопходност и станува и промена на законот, бидејќи тој за кого се вели ова му припаѓа на друго племе, од кое никој не служел при жртвеникот. Зошто е познато дека нашиот Господ произлезе од јудиното племе, а за свештенство од ова племе Мојсей ништо не рече? Го избра Мелхиседеков. Драги браќи и сестри, зошто е споредбата Мелхиседек со Исус Христос? Зошто е? Сме размислували? Христос е единствениот правосвещеник по редот Мелхиседеков. Зашто по редот Мелхиседеков? Зашто по Мелхиседековиот, а не по Левиевиот ред? Затоа што Мелхиседек бил како? Без татко, без мајка, без родословие, кој немаше ниту почеток на деновите, ниту свршеток. Што значи? Не му се познавал датумот. Не дека немал. Туку не се знае датумот од кога е умрт, кога е роден. Без родословие, кој немаше ниту почеток на деновите, ниту свршеток на животот. За кој се кажува дека е вечен, кој има вечност во себе или во себе само Бог. И се зема Мелхиседек, затоа што Исус е непознат, нема потекло, нема ден, нема татко, нема мајка, нема време во кое е створен. Затоа што преку Мелхиседек можеше да ги видиме сите атрибути на Исуса Христа, кој ги има како Бог. Случајно ли е напишено ова за Мелхиседек? Само ќе ви напоменам некои стихови. Евреите 1.5, Евреите 5.5, Дела 13.33. Ќе видите по Библијата. Јас сега ќе одам со списите на Елен Вајт, драги браќи и сестри. Библијата зборува дека Исус е единороден. Ти си мој син, јас те родив денес. Дека тоа е секогаш во смисла кога Исус, пази сега, кога Библијата зборува ти си мој син, јас те родив денес, дека тоа е секогаш во смисла кога Исус постанал тело, кога дошол на оваа земја. Секогаш и редовно Библијата тоа ни го кажува. Каде во Стариот Завет има споредба татко и син? Ајде најдете ме. Има ли во Стариот Завет некаде татко и син? Споредба каде што се споредува, јас те родив, ти, мислам у смисла
се споредува татко и син. Единороден син не значи дека е роден во минатото, драги браќи и сестри. Створил некоја особа и рекол, еј, ти си сега мој син, па ајде сега малку нешто да работиме, да се играме татко и син. Не. Не, браќи и сестри, ова е само една слика да ни објасни тој Бог кој е љубов. Што значело за тие три личности кои биле така близу? Што значело да едната од тие личности ја напушти положбата на Божеството и да помине ни сето она што го поминува, за да не спаси тебе и мене. И многу пати се плашам за луѓето кои што се играат со ова. Браќи и сестри, јас можам да кажам, луѓето кои се играат со ова, почнете со нив да разговарате. Ке слушнете и зборови и се што работат и кога ги користат и како ги користат овие зборови. И тоа ни покажува колку е опасна ова игра. За многу луѓе да го оправдаат својот став по однос на ова прашање, немајќи доволно докази во Библијата, многу често, драги браќи и сестри, одат со списите на Елен Вајд и цитираат некои стихови врз основа на кои го темелат своето тврдење. Јас ги повикувам, ги почитувам оние стихови кои што Елен Вајд ги користи, кои што се сестрани, морам да кажам. Но што ќе правиме со овие цитати, драги браќи и сестри? Сестра Маре оној пат ми рече преведи на македонски, но не може. Го преведов, ева го. Ева ги, на македонски преведе, не ми звучи убаво. Верувајте, не е тоа нешто дека јас србите многу ги сакам или не знам да зафлеаме во некои филозофии. Во некои филозофии. Но што ќе правиме со овие стихови од Елен Вајд, драги браќи и сестри? У Христу е исконски, непозајмени, нестечени живот. Дали ова е јасно? Дали некојаш во минатото Христос бил створен? Непозајмен и стечени живот. Јас и ти имаме каков живот? Стекнат живот. Подарен. Или сме створени? Одиме со друг цитат. Христос е Бог у суштини, у највишем смислу. Он е бил со Богом одувек. Бог над свима, благословен заувек. Кога бил он со него? Има ли време? Кога бил со Бога? Има ли време? Благословен за секогаш. Кога зборуваме за нас во веки векови или за секогаш, како ние можеме да го разбереме тоа? Додека ни трае животот. А кога зборуваме за Бога за секогаш, или за веки веков, или за вечниот, првиот и последниот, на што мислиме ние? Дека нема крај. И почето. Доктрина, пази сега, која оспорава нагласак, односно која го оспорува апсолутното божество Исуса Христа. Исуса Христа како створен, тоа не е апсолутно божество. Оспорава такоđe божанство Отца, jer niko ne zna Sina dok Otca. Следниот цитат, Копнежот на вековите, 469 страна. Тишина е пала на сакупено мноштво. Име Бога кој е дато Мојсеju. Кој е името на Бога? Кој му е дадено на Мојсеј? Читавме. Јахве. Јахве. 2 Мојсиева 3:14. Са име Бога Јахве е дато Мојсеju да изложи идеју вечне присутности усвоено кај особно име од овога галилејскog учителја Исуса. Он ја објавио себе као самопостоечки кој е обеќан. Патријарси и пророци 305 страна. Јехова вјечни самопостоечки, оној кој е нестворен и одржавалат свега, е едини кој има право да прими поштовање и обожавање. А сестра Вајд го надополнува овој текст во една друга книга. Го надополнува и кажува: Јехова
je ime dato Hristu. Hriст je prepostojećki, samopostojećki Sin Božji. Govoreći o svom prapostojanu, Hriст nas vodi unazad u prošlosti. On nas uvjerava, pazite go ova, on nas uvjerava da ne postoji vreme kad nije bio u bliskoj zajednici sa večnim Ocem. Kopnežnovikovite 54. strana. On, Hriст, je bio onaj koji je objavio Mojsiju, ja sam. To je bio onaj koji u stubu od oblaku i ognja vodio Izrael. Ellen White go kaže ovo. U svoje utelovljenje on, Isus, je stekao u novom smislu titulu Sina Božjega. Isus, koga je dobil ta titula? Ellen White što pišuva? Koga? Isus je dobil ta titula prilikom svojeto otelovuvanje. Преку своето оtelовување. Дали е ова јасно, драги браќи и сестри? Што вели за Марија? Кога ангел отиде? Ќе роди син. Кој ќе се нарече? Син Божи. Што пишува? Кој ќе се нарече? Се нарекува. А не дека бил од вечноста. А не дека бил од вечноста. Како син ljudskog bića, on je postao Božji sin u novome svetlu. Така пишува Елен Вајд. И завршувам со уште неколку стихови само. Односно, за крај. Јас мислам, драги браќи и сестри, дека денеска свативме колку за нас е битно прашањето за Божеството. Може би малку тешко беше. Многу информации. И така натаму. И кажавме, и можеме, односно заеднички, да констатираме, драги браќи и сестри, дека не е лесно да го разбереме Божеството Исуса Христа, односно Тројството. Денес јас ви зборував на вас. Но можам да ви кажам, за сето ова да се свати, драги браќи и сестри, потребно е некој да има многу вера. Затоа што сме сепак ние луѓе. Ние не можеме да го разбереме Бог и неговата природа. Целта денес што сме тука не е да кажеме, добро е сега, научивме, брат Миланчо кажа, убави работи и готово. Целта е кога ќе се вратиме дома, седнете и проучувајте, драги браќи и сестри, во однос на овие прашања, цитати и стихови кои што ги прочитавме, онака како што правеле верејците. Тие отишле, кога слушнале од Павле, и дома испитувале и читале. И ќе видите дека сепак Библијата и не е така нејасна. Драги браќи и сестри, ќе најдете некои тешки стихови како што ги најдовме, кои се тешки и не е лесно да се сватат. Фокусирајте се на оние јасните. Фокусирајте се на оние јасните. И ќе видите дека Библијата не е јасна. Како што изгледа на прв поглед. Тоа е она што сакав денеска да го кажам, драги браќи и сестри. Имав уште многу да кажам, но ному да испадне како она, кога Павле проповедал, па она момчето да падне од прозорецот. Господ нека ни помогне и нека ни даде сила да го спроведиме сето ова.